Добар ден на сите, нова епизода на Бизнес Лидер подкаст. Денеска имам чест со мене да биде Џан Мемет од Халкбанк, кој што е директор за продажба и дигитално банкарство. Џан, ти благодарам многу денеска што си тука со нас. Благодарам и до вас на поканата. Драго ми е и мене. За почеток би прашал, кога зборуваме за лидерство, што е тоа што можат младите професионалци или лидери да го научат од вас, што е тоа што може да ги поттикнете за да имаат потенцијал да растат, да се развиваат, особено во вашиот банкарски сектор? Мислам дека лидерството се гради преку доверба и менторство. Навистина ние даваме голем акцент на младите колеги кои што почнуваат да работат кај нас, имаат одлични обуки, навистина добри можности за работа. Пред се нормално сите работат за одредени финансиски примања. Мислам дека сме една од најдобрите финансиски институции, можда и најдобрата финансиска институција која ги навистина добро плаќа своите вработени, најдобро за својата заслуга која дава, така да мислам дека поддршката на младите генерации е, мислам дека најзначајно за лидерство во една институција. И многу ми било исто и од претходно знам и од лична кариера, многу е добро да се даде значење на вработениот. Навистина во одредени моменти заслугата да биде како да кажем, не само делот за плаќање, туку и од аспект на да се каже еден добар збор, нека убава мисла или да се едно кафе да се испие со својот вработен, навистина тоа значи, мислам дека ние како институција тоа го правиме. Имаме одлични услови за работа, мислам дека и експертизата од Турција, навистина пристапот кон вработените во Турција и нивното искуство во овој домен навистина нас не прави поразлични од другите институции. И тоа некој ако примети вака од страна ќе види дека и во самиот слоган на вашата банка важни се луѓето, тоа е еден дел од корпоративната култура кој што е толку многу важен, бидејќи навистина еве и со сите со кои што сум разговарал од вашата компанија се чувствуваат како да се навистина примени и прифатени во рамките на компанијата и истовремено многу се работи со нив. И сега она што ми е следно прашање, како еве да почнеме прво со тебе, твојот личен кариерен пат, колку менторството во твојот личен пат и развој во рамките на самата банка придонесе за твојата позиција денеска и за успесите кои што ги имаш постигнато? Јас сум во институцијата веќе околу преку 14 години и секогаш имав прилика навистина и среќа да работам со одлични ментори. Почнувајќи од управниот одбор, генералните директори, навистина имавме повојниот третиот генерален директор, јас што моментално соработувам со него. Менторството е многу битна работа, бидејќи учите од нив, од нивните навики, од нивните добри практики, навистина и многу е битно некој да сака да пренесе некое си искуство и знаење. Кај нас во институцијата тоа навистина функционира. Многу сме инклузивни и во поголем дел од состаноците, што е многу битно, навистина ги повикуваме од различни дирекции, различни сектори, различни одделенија, филијали, луѓето да заедно ги носиме решенијата или предлозите. Тоа е многу битна работа, бидејќи навистина може долги години да работите во една институција, но ако не сте дел од тие состаноци, од тие пример организации или па си некој си посети, навистина колку и да сте во таа институција, не сте во можност да проширите некое си знаење или некое искуство. Така да менторството е многу битна работа, да искуствата кои што ги имаат луѓето на повисоки позиции да ги пренесат до нивните колеги. Мислам дека кај нас тоа функционира, имаме одлична соработка помеѓу сите одделенија, сите дирекции, филијали, така како со менаџментот, така и со сите нива во банката. И ова е феноменално од проста причина што ваквата инклузивност секогаш и раѓа многу добар пристап кон иновации. И сега кога сме веќе на таа тема, што е тоа што Халкбанк е прави уникатна меѓу останатите банки кога станува збор за иновации, зелените проекти, гледам дека се доста актуелни кај вас, корпоративна одговорност. Што е тоа како иницијатива што започнува кај вас и што е тоа што е многу важно за банката како институција која што навистина оди напред цело време? Ја мислам дека во делот на иновациите секогаш сме биле први со многу производи на пазарот. Например, ја може да кажам дека во делот, особено во делот на дигиталното банкарство, секогаш сме имале најдобри решенија за клиентите, услугата ни била на највисоко ниво, секогаш се стремиме кон тоа да развиваме цело време некои си нови решенија кои што ги user friendly решенија за клиентите. Навистина сега како производи имаме многу во банката, например, не знам, можам да кажам дека ние бевме први на пазарот, навистина што се развивме долку, особено во делот на посттерминалите, можам да кажам, гледате дека ние имаме околу 30% пазарно учество во тој домен, бевме една од првите банки во Македонија што имаше собствен процесинг центар. Тоа ни дае голем замав, да речам, во растот во тој домен. Од друга страна бевме иницијатори на најдобрите картички на пазарот, со најмногу вклучени, например, придонеси во таа картичка или придобивки во таа картичка, да речам. Така да мислам дека од делот на дигитализација имаме одлично дигитално мобилно банкарство.
Од друга страна, ете гледаме дека ние бевме иницијатори на многу големи проекти во Македонија, кои што први бевме во Македонија со тие решенија, така да мислам дека и во иднина ќе продолжиме така, бидејќи иднината е во дигитализацијата, особено даваме акцент на дигитализација, се повеќе намалување на бројот на лица кои влагаат на дневна основа филијала, иако кај нас веќе преку 75% од трансакциите кои се одвиваат се преку дигиталните алтернативните канали кои што ги имаме во рамки на банката, што мислам дека тоа ниво треба да се качи на преку 85-90% во иднина и се стремиме кон тоа. Дел од производите веќе ни се фул дигитализирани, особено во делот на население, можам да кажам дека ние сме една од ретките банки кои што први има можност да дадат на клиентите, значи да може да аплицираат за кредит фул дигитализирано преку онлайн кредит. Онлайн депозитот бевме први во Македонија кои го имплементиравме на пазарот, така да голем дел веќе скоро сите услуги кои што може да ги земете кај нас можете преку дигитални канали да ги извршите и мислам дека иднината е во таа насока. Имаме навистина добри колеги кои што максимум даваат напори, сите светски стандарди, сите светски добри практики да ги донесат во Македонија. Нашата мајка банка ни дава особена поддршка во тој домен. Така да мислам ќе продолжиме и понатака. Знаете, сега доаѓате Apple Pay, Google Pay веќе, ние бевме првин Garmin Pay со часовници кои дававме можност во Македонија да може да се плаќа. Како и досега, така и понатака ќе бидеме иноватори на пазарот и во голем дел ќе бидеме први кои што сме имплементирале некој нов производ. И мислам дека луѓето кои што се дигитално доста напредни, лесно ве препознаваат како таква банка. Дали луѓето што се помалку, да речеме, дигитално писмени, имаат одредена поддршка од кај вас ако сакаат нешто да завршат онлайн, со дел од вашите колеги да се консултираат, да добијат совет и слично? Како функционира тоа кај вас? Како сега, например, тоа тема ја разговаравме пред некое кратко време, да имаме колеги во рамки на филијали, бидејќи во одредени филијали во рамки на особено во Скопје имаме доста поголема, гледате, фреквентност и гужви настануваат, но ние решивме да во секоја таква филијала да ставиме едно лице кој што ќе биде со таблет и ќе им ги на некој начин на тие клиенти кои чекаат во ред, да ги повлече на страна, да им даде една услуга, да им да покаже како може тие лица да ги користат дигиталните услуги на банката, наместо да чекаат, веќе да ги обучуваме тие луѓе, бидејќи навистина иако имат електронско банкарство, они сепак стојат на шалтер за некои си најобични трансакции. И од кој страна е многу поевтино за нив, така да развиваме се еден проект кој што многу брзо ќе го имплементираме. Лица во овие филијали ќе стојат со таблет, ќе им дават можност на тие луѓе да ги обучат. Кога зборуваме ви за проектно финансирање кој што станува се поинтересен тренд, како Халк банка гледа улогата на вакви проекти во Македонија и, например, каде се гледате вие за 5 до 10 години сега кога се унапреди таква една поддршка? Ние мислам дека навистина како банка израставме предпознатлива во делот на проектно финансирање, особено во делот во изминативе години завршивме многу големи проекти во доменот пред се на обновливи извори на енергија, градежништво и други дејности. Во делот на обновливи извори на енергија ние моментално имаме околу преку 270 мегавати завршени проекти, околу 250 милиони евра активно портфолио, од каде 95% веќе генерираат енергија овие проекти, зборам во обновливи извори, пред се соларна енергија, ветер и делумно имаме во хидроцентрали, некои проектни финансирање. Во градежниот сектор знаете дека најголемите синдикати како лидери бевме ние во Македонија, најголемите проекти. Мислам дека тоа беше една мајлстон за банката со отварање на тоа одделение, навистина и колегите кои се таму добија многу голема експертиза по рамки на секторот за продажби, дирекцијата за корпоративни клиенти. Моментално сме, мислам дека лидер на пазарот во делот на проектно финансирање, особено добивме и многу добри практики од нашата мајка банка, така да мислам дека и во иднина ќе бидеме дел од големите проектни финансирања, пред се, како што е и стратегијата на нашата држава во доменот на енергетиката, пред се обновливите извори. И колку гледате вие тренд дека тоа ќе биде се поинтересно и за компаниите да вложуваат во вакви обновливи извори на енергија, колку ги следиме и ние и како може да, например, вие како банка дали стимулирате повеќе фирми да пробаат да се насочат кон ова? Па ја мислам дека во делот на обновливи извори на енергија сепак знаеме Македонија колкава држава е, колкав е капацитетот во тој домен. Мислам дека навистина Македонија во изминативе неколку години направи голем подвиг, така да мислам дека во иднина помалите проекти нема да бидат веќе толку атрактивни, ќе бидат неколку 3-4 поголеми проекти кои што веќе капацитетот со нив ќе се мислам дека наполни и понатака мислам дека во делот на обновливи извори на енергија, вон солар, мислам дека има уште можност, но полека тој тренд ќе се намалува, бидејќи веќе капацитетот и потребата на Македонија, мислам дека веќе ќе биде на
задоволително ниво. И затоа и банките мислам дека понатака мислам дека ќе се намали малце тој тренд на финансирање на проекти од тој тип. Во однос на темите кои што ги покривме дигитализација, покривме проект на обновливи извори на енергија, што е следно? Дали, например, и вие како банка во делот со ESG се фокусирани многу, дали тоа ви е дел од некои идни планови кои што планирате да ги правите? Па да, ние како банка нормално и како групација како банка се стремиме кон прилагодување кон ESG стандарди кои се од особено значање, нормално веќе мора да ги исполниме тие стандарди од аспект на европските регулативи. Ние веќе имаме усвоен систем за СМС, система за управување со животна средина, така да активно работиме веќе сите проекти кои ни се во рамки на ESG ги обележуваме во рамки на система, така да во иднина тоа ќе биде голем предизвик за нас, али веќе сме ние во голем доме спремни за таа работа, така да и нашите колеги имаме веќе назначено офицер за ESG, веќе свеста се подигнува и на групацијско ниво и во рамки на Халкбанка Македонија, така да мислам дека во иднина тоа ќе биде најголемиот предизвик, али и добро што доаѓа. И оно што е многу битно, вие го препознавте настанот бизнис лидер како исклучително важен за нашава држава и како партнер од самиот старт не поддржувате. Која е таа симбиотска врска што, например, компаниите и лидерите ја добиваат преку иницијативата и како тоа влегува во пошироката мисија на вас како банка? Па ја мислам дека пред се бизнис лидер им дава голема можност на оваа половина младите компании пред да се мрежат на некој начин. Лани бевме ние на првата организација на бизнис лидери, мислам дека беше одлично, особено и како личност многу сакам да гледам податоци. Навистина кај вас имаше многу добри податоци се дава за компаниите навистина и се препознава компаниите навистина кои заслужуваат, кои направиле одреден раст во изминатите години, придонеле нешто за оваа економија да бидат на некој начин препознаени во една одлична платформа. И мислам дека бизнис лидер ги избира точните компании кои што заслужуваат да бидат на некој начин препознаени во одредена организација или во одреден настан и мислам дека во иднина ќе продолжи добро. Реномето секоја година ваше се крева, гледаме дека одлични компании присуствуваат на тие настани, стануваат спонзори на тие настани, а ние секогаш како институција ги препознаваме овие убави организации и настани да бидеме дел од нив. Сепак сме банка, институција, финансиска, која што мрежувањето и нетворкот ни е особено битен. И поради тоа што гледам дека е општо мајндсетот кај вас владее дека сакате да помагате и на млади бизниси, помагате и во стартап заедницата со конкретни пакети и различни решенија, што е тоа што еве например како лидери би им препорачале на млади луѓе кои што започнуваат сега со компании, на што да обрнат внимание и колку вашата банка е место каде што они може да се обратат за некаква поддршка? Ние секако и како на групацијско ние сме се стремиме ако ние сме банка на малите и на средни претпријатија. Значи тоа ни е нас најбитен фокус, потоа и населението паралелно на тоа. Значи ние сакаме да биеме банка на мали и средни претпријатија и на население пред се. Во таа насока мислам дека за новите претприемачи во Македонија сме ја размислувале многу оваа тема, иако немаме многу алатки за жал во Македонија за претприемништвото, бидејќи се тие нови компании основани треба да се базирате на одредена идеја или некои идни парични текови, кои што согласно и регулативата не е едноставно да се кредитираат, но сепак како банка имаме доста добри производи кои што ги имаме направени до одредени нивоа за млади претприемачи, каде што би може да им излезе во пресвет. Имаме доста такви проекти, особено за жени претприемачи, имавме многу добар производ кој што навистина се препозна на пазарот, имаме доста добро и портфолио во тој домен и мислам дека бевме први во Македонија кои што го направивме тоа. Од друга страна, што би им препорачал, по животот секогаш сум размислувал и треба да се работи во дејноста која ја познавате. Претприемништво да, но после одредено време работење во таа дејност, да излезете со некоја си идеја да почнете нешто сам, но сепак треба да се познава дејноста во која сакате во иднина да работите, да не биде од нула, од сега размислувам и тек на сабајле станувам, основам некој бизнис, не. Тоа да се базира на некое искуство, некоја си добра пракса, некоја си добра препора и нормално мора да има некој си одреден капитал е моето мислење. А што е финално вака размислување, еден совет за еден млад човек кој што сака да расте, да се развива во било кој сектор, особено во банкарскиот, бидејќи нели таму сте најмногу со експертиза, што е тоа што во банкарски сектор треба како совет некој млад човек да добие за да може да успее понатаму и да не се откаже многу брзо, бидејќи гледам дека денешниве генерации многу брзо се обесхрабруваат ако не добијат соодветен фидбек. Моje мислење, треба да се почитува хиерархијата, тоа е многу битна работа. Треба да сте трпеливи, треба да работите. Мислам дека тој што работи и го препознаваат во одредени моменти, среќата не доаѓа преку ноќ. И мислам дека
треба да имате знаење, сами да сакате да се надградувате во знаењето, бидејќи кај нас се додека не им се даде на вработените, тие нит читаат, нит гледаат, тоа е навистина тоа што го гледам. Трпеливоста е најбитна работа и треба да работите во деност која сакате да бидете таму. Средината да ви се допаѓа, бидејќи во спротивно не можете да успеете, бидејќи гледам и кај нас дека се повеќе луѓето, иако ние како институција морам да се пофалам дека најмал број на фреквенција на вработени има во нашата институција. Јас на пазар сум цело време и гледам дека си голем дел од луѓето сака да работат во нашата институција и треба да бидете препознаени во една институција, тоа викам. Али трпеливоста, работата и почитувањето на хиерархијата е од особено значење според мене. И ова се некои вредности што се многу интересни, бидејќи малку се забораваат во денешно време. Малку луѓето мислат дека почитување на хиерархија, некоја строго наметната дисциплина, уствари многу влијае на тоа сами како се чувствувате, бидејќи би сакали и вие во иднина некој вас да ве почитува, го цени вашето мислење. Да почитувате предпоставен, али вие да ги почитувате луѓето под вас, тоа е многу битна работа, така да мислам дека во една корпоративна структура, мислам дека мора тоа за мене многу значило секогаш и да имате добра соработка на секој нива, али особено трпеливоста е многу битна во финансискиот сектор, бидејќи промените не толку брзо настануваат во позициите, така да треба да се почека, да дојде правото време, правото знаење да го имате и нормално на крај на животот среќата е многу битен фактор, на среќата ја прата знаете дека тие што се храбри и што имаат знаење. И ова е многу интересно и финално вака само ме интересира еден твој став во однос на вештачката интелигенција која што се повеќе ја има, колку и луѓето треба да бидат поприемчиви кон новите технологии, бидејќи феноменално е точно тоа што го кажа дека мора човек да се развие во одредена индустрија, да почне да размислува критички, да научи да биде експерт пред да може да излезе со некакво мислење и став, колку треба да се продолжи да се учат овие нови технологии за да може комплементарно да ги оптимизираме процесите со изброј на луѓе да вадиме поголем аутпут. Ја мислам дека вештачката интелигенција и дигитализацијата е иднината во секој сектор, особено во финансискиот сектор, бидејќи ние бескрајно не можеме да растеме во доменот на вработени, а особено, бидејќи знаете се повеќе растат банките, растат и бројот на производи и потребата за луѓе, но ние тоа мора со постоечкиот број на луѓе да извадиме максимален ефект, а за тоа ни треба вештачката интелигенција, се повеќе веќе и решенијата за банките се базираат на вештачка интелигенција, бидејќи иднината во банкарскиот сектор е давање на производи согласно потребите на клиентот. Значи, ние тоа генерални производи, например, да речем, потрошуваш игри 10.000 евра за сите. Можда за некој 10.000 евра е многу, но за одреден клиент тоа се многу малце средства. Значи, мора да се дават производи за точно и со тоа да се пресметаат нивните потреби. Например, има клиенти да се базираат клиенти, некој клиент многу патува да му се дае картичка која е полна со придобивки во делот на патување, на одредени клиенти можда многу пазарат во маркети, на него да му се дават во таа картичка придобивки. Значи, персонификацијата во иднина, персонификацијата е иднината во финансискиот сектор. Така да точно таргетирање на клиенти и нивните потреби, а за тоа нормално дигитализацијата, особено вештачката интелигенција ќе ни дае многу добро. Мислам дека замав во грб, ќе видиме што ќе биде. Ти благодарам многу, беше многу интересен разговорот, уживав навистина. Благодарам и на вас за поканата, мислам дека начнавме неколку интересни теми, во иднина ќе поддржиме, мислам дека вакви иницијативи, секогаш како банка ќе се стреме кон раст, но сепак со социјална одговорност кон државата, кон луѓето, кон компаниите и секогаш ќе бидеме нивни поддржувачи во иднина. Ти благодарам многу. Благодариме за поканата. Thank you.